Училишниот спорт е темел за квалитетни генерации и спортски таленти. Европски училишни спортски игри во Скопје. Нашата престолнина за прв пат е домаќин на Европското првенство за средни училишта во кошарка. Наш денешен гостин, Наумче Мојсовски, директор на Агенцијата за млади и спорт. Добар ден, дојдовте во емисијата. Добар ден и добре најдов. Веќе од вчера започна всушност ова Европско првенство во Скопје. Официјално да, од вчера, натпреварите се ден порано почнати. Вчера беше тоа свеченото отварање. Како што најавите, прв пат во од нашето самостојување се организираат едни вакви игри во нашата држава. Градот Скопје носител како главен град. Веќе беа организирани во различни категории, значи во категоријата одбојка беше домаќин Сараево или Босна. Ние сме србите, беа не знам во што нешто друго, ние сме во кошарката. Така да прв пат ни се случува еден ваков голем настан, вакво нешто масивно, кој што покажа дека и постојано како што го зборував во изминатите години дека пандемијата ни ги затвори децата, ајде наше да ги вратиме назад на арените и на терените. Така да се покажа како одлична работа која ние заедно со училишниот, со Федерацијата на училишен спорт и со председател на Европската федерација лобиравме овој спорт да биде во Македонија и ни дојде тука. Училишниот спорт всушност е тема за развој на идните спортски таленти. Дефинитивно, сите ние спортистите, нели доаѓам и јас со спортот, сите ние спортистите сме почнале баш од тие игри. Имало порано нели олимписки, мали олимписки игри, школски олимписки игри, не знам како се вика, ама сите овие настани ги имавме и ги правевме во текот нели. Тоа доаѓа од самото зонско, општината, зонско, републичко и после соди нели на европско ниво. Така да сум го играл ова надпреварување, сум го освојувал и тука е мотивот на едно дете кое дефинитивно почнува дали се наоѓа во спортот или нели сака да направи некоја промена. Овој дел на спортот им го дава она вистинското дека да, сакам да сум спортиста и ќе продолжам тука. Тука им се професорите истите од физичко кои им држат физичко, така да мислам дека ова е добар чекор напред. Да, интересно е тоа што да, токму професорите по физичко некако ја пренесуваат таа љубов кон спортот, а тие помлади генерации па на вистински начин влегуваат на некој начин во спортот. Па да, директно се вклучени самите професори, работат низ целата година, нели низ целите 4 години она се средни училишта, веќе се знаат добро, се знаат како се развиваат и од тука само може да има бенефит професионалниот спорт. Професионалниот спорт нели од самото тоа кај што излегуваат, буквално мене ме видоа, Пелистер ме виде на овие игри и од тука ме зема стругаме и однесе во Битола. Така да дефинитивно овие се таа превагата, таа даската кај што она што спомнав, треба да бидеш спортиста, сакаш да бидеш или не треба да бидеш или не сакаш да бидеш. Така да се надевам дека со овие организации, со ова масовно вклучување на држави од цела Европа, се надевам дека ќе покажеме дека да, училишниот спорт е најважен, најмасовен, дефинитивно. Има над 220-230 клубови низ цела Македонија и над 6000 учесници во целата година на преварувачки. Така да апелирам да сите овие деца се вклучат и си го најдат своето место, својот спорт, пошто познаеме колку значи еден спорт, колку во самиот живот, во самото здравје и се остане. Може ли талентот да се открие најрана возраст во училиштето? Да, дефинитивно. Секако затоа викам јас, веќе нели се отворили паралелки, тандем паралелки од прво до петто веќе имаат задолжително физичко воспитување. Да, таква нација сме, така сме кроени како нација која сакаме спорт, жртвени сме, си сакаме да сме дел од некоја игра која е борбена и тако ние во генот. Така да се надевам дека со ова, она што го спомнувам од малата возраст, веќе си изградуваш, да, може би да смениш спорт, може не сакаш фудбал, одиш на ракомет, можда не ракомет, кошарка или одбојка или нели индивидуални спортови, важно е да се спортува. А и некако секогаш професорите велат, пробајте детето, дадете го на повеќе спортови, не мора да спортува само... Па така, јас додека стигнав до ракометот, ме сменав доста спортови. Почнав, нели, фудбал, имаше струга базенот веќе кој готов во моје време, пливав 4 години,
карате, нели почнуваат од најмала возраст со карате, веќе и така натака и се најде во ракометот. Мислам дека да, убаво е да промениш, да видиш кој ти леже, различни мускулни, нели мускулатурата се движи на различен спорт и се останато, така да за самиот развој е битен спортот. Најбитно да се само спорт, да. Струмица ќе биде домаќин на информативната сесија на Европската младинска фондација? Да, дефинитивно. Навлезени сме доста во ова, веќе правиме многу за младите, да завршиме стратегијата која е еден најважен дел носител на младите, уклучени беа, транспарентен беше процесот, уклучени беа сите младински организации, сите невладини организации, сите чадор организации кои работат со младите и веќе на пленарна седница на собрание за да тоа се усвои, за да овој дел го покриваме и веќе одиме многу понапред од други држави кои бевме пред, можам да се пофалам, пред 2 недели во Брисел ги браневме овие точки и за спорт и за млади и господата комисијата од другата страна ни кажа дека во делот на младите сме многу понапред и од некои држави кои се во Европската унија. Така да се надевам дека сме на добар пат. Ова што се случува во Струмица е само лепенка на све останато кое изминативе години го правиме и се надевам дека младите кои се занимаваат со младински политики и нивниот глас е слушнат и се надевам дека ќе учествуваат како што досега учествува масовно. Да споменеме националната стратегија за млади, која става акцент на трајно решавање на проблемот со пензионираните спортисти. Да, дефинитивно стратегијата за млади веќе го спомнав, веќе е отворен законот за спорт, веќе се работи, да, треба време, мислам дека би завршиле негде октомври-ноември, би бил отворен закон и бил вметнат тој дел кај што, нели, сите некои држави своите спортисти си ги имаат решено на свој начин. Во Македонија тоа не беше случај, нели бевме дел од друга држава, па така остана на маргините спортистите и веќе исправаме таа неправда од изминати 30 години. Се надевам дека голем број ќе се пријават од спортисти кои учествувале, кои биле професионалци и тој проблем ќе се исправи, ќе им биде вметнат пензиско и здравствено осигурување за да може да остварат пензија која да, што е навистина важно за нив. Важно, да, ние спортистите можеби ни беше срам да да го изјаснеме, да го искажеме тоа, ама исто ништо поразлично од стечајците кои штрекуваат за своите права, за своите примања, придонеси и се останато. Ние бевме истото, Наумче Мојсовски, 20 години репрезентативец на Македонија со 0 денови стаж. Не го бива ни тоа, така да мораме да ги скрасиме деца за утре вие како родител или јас лично да му кажам на моето дете да, синко, продолжи на спорт, зашто овие работи нема да ги мислиме. Во наше време друго беше, можеби само иницијативно си теравме на спорт. Сега родител би ти рекол, не синко, оди на учи јазици или не знам на курсеви по математика или се останато, зашто спортот не е иако можеби го имаш навистина талентот. Да. 19 атлети со атипичен развој на летните олимписки игри во Берлин. Ова е навистина за поздрав. За поздрав, да, дефинитивно сме имали учествували вакво масовни, вакво спремање, вакво давање важност на тие наши атлети кои го заслужуваат дефинитивно тоа. Мислам дека оваа година беше тоа врво што го стигнавме со нив. Децата се презадоволни, организацијата од нивна страна, од луѓето кои ја спремаат таа олимпијада од наша страна е презадоволни. Агенцијата излезе во сусрет, све тоа да го покрие, пошто тие деца дефинитивно заслужуваат. Да, не одиме таму да се напреваруваме големи медали, али секако учеството и на тие деца треба да биде и да осетат спортот дека е за секого. Така да, ние како Агенција за млади и спорт во секој сегмент ги поддржавме. Веќе мислам дека се трнати на пат, веќе се можеби пристигнати таму. Посакувам среќа и се надам дека ќе се видиме таму и ќе ги избодриме како да, убаво ново искуство, меѓутоа и вистинско претставување на нашата земја на еден начин. Па дефинитивно да, не треба да се тргат тие личности на страна, тие личности треба да се еднакви со сите останати спортисти, треба да тој дел на спортот го изедначиме, пошто и они имаат право да спортуваат, и они имаат право да се напреваруваат, и они имаат право да освојат медали. Сите сме еднакви, да. Сите сме еднакви, се надевам дека со овие
мои заложби во изминативе 2 години кога што сум во агенцијата, покажавме дека можеме да ги рамниме тие деца со сите останати спортисти. Се надевам дека ова ќе продолжи така и нема да бидат ништо пократки тие деца од останатите спортисти. Така да, ако веќе година дена се спремаат они, можеби повеќе, се спремаат и обичните, нели, нормалните спортисти. Така да, ништо помалце не се и они, така да со сета почит и сакам ова да го слушам и сакам да го поддржувам јас додека сум во агенцијата. Да, огромен успех со тоа што се само отидени таму. Само отидени таму и да. преселувам прво Македонија дека не ги дискриминира тие лица, дека мисли, ево се во моментов агенцијата за млади спорт мисли на тие деца и она што кажав заслужуваат еднаков третман како нели во Франција и ќе биде тоа можеби масовно и како олимписките игри кои се нормално во сите држави кои се нели во спортов. Здравиот начин на живот и физичката активност се клучни за развој на младите. Се пушти во употреба 7-та фитнес зона во Струга. Да. Една од 15-те кои што се најавени за периодот. Па да, веќе можеби сме стигнати во повеќе општини, мислам дека сме до можеби 10-та, 15-та, за оваа година 15 се предвидени. Па покажа самото тоа и самиот народ тоа го бараше. Со пандемијата, буквално нели затворени беа и салите, теретаните и се останато, покажа тоа не кеј тука во Скопје. И кај што беа изградени низ цела Македонија, покажа дека се од витално значење, се од функција, не треба да имаш ковид, тогаш не требаше да имаш ковид, ни дозвола, ни се останато, за да извежбаш тука. Го бараат народот, гледаме колку е искористеност, се надевам дека ќе продолжиме во тој правец и се за младите, се за спортистите, во делот на спортот. Правиме и други работи кои буквално се свезани. Агенцијата за млади и спорт активна во текот на целата година. Имавте успешна година, многу спортисти се вратија со златни, со сребрени медали, беа се разбира на прием кај вас. Така. Па дефинитивно, колку што се они успешни, колку што ние како држави, како агенција помагаме на нив, толку они ќе ни вратат. Како до сега, мислам дека во агенцијата немало толку средства за да се делат према федерациите, према спортистите. Нивно е само да тренираат, да вежбаат, да израдуваат нашата држава, да покажат дека она што спомнав на почеток, дека си сакаме како нација спорт. И секако 2021 беше најуспешна наша година, 2022 продолжуваме во тој смер и секако 2023 имаме и европски и светски шампиони во поединачни, во конкурентни, во екипни спортови, така да веќе продолжуваме во големите надпреварувања, да имаме континуитет, кое што за нас е дефинитивно еден голем успех, а со самото тоа и веќе не гледаат со други очи во Европа и покажуваат дека можеме да ни дадат и големи надпреварувања да организираме во Македонија. Се покажа тоа со ракометното, Европско првенство, ево сега имаме во септември одбојка, Европско првенство кај нас во Македонија, во сениори, што не било до сега случај, така да и ние како држава сме спремни и способни да организираме ни големи надпреварувања и да ги причекаме најголемите спортисти во светот кои така, затоа што сме вистински љубители на спортот. Па сме, покажи полните сали, покажа пратењето на секој освен медал во различните спортови, како ги величаме и како ги прима народот тие спортисти, така да заслужуваме тоа да ни се случува. Што друго може да најавиме за периодот кој што следува? Па добро, најавуваме, како што кажав, на спортски план веќе сме нели организации на големи надпреварувања, уклучени се тука и поединачни спортови, џудо, има теквондо, европско, има во многу спортови. На домашна тло имаме шах, светско првенство, кое ни се повторува од не знам кога, не сме имали. Така да се надевам дека во тој дел сме на добар пат да ги поддржиме сите наши спортисти и да осетат дека и во Македонија, тоа што кажав, може да се организира. Во наше време тешко беше нели да ни даат. Ние можеби сме барале како држава, ама сега условите се подруги и мислам дека можеме да организираме големи надпреварувања. За младите, како што кажавме, веќе сме на одличен пат да ја завршиме таа работа со стратегијата кој ги опфаќа сите проблеми на младите и заедно рековме дека со младите пратеници кои се дефинитивно вклучени за таа стратегија да истуркаме и да направиме подобро утре за младите да не ни додат во странство. Градиме капитални инвестиции многу,
Градиме базени, градиме повеќе наменски игралишта, фитнес зони, атлетски стази и многу работи кои дефинитивно се за спортот. Агенцијата ги гради, ги предава на општините, општините стопанисуваат и ги предаваат на спортисти. И се надеваме на уште многу големи таленти, како Наумчо Мојсовски, Перо Антич. Дефинитивно заслужуваат тоа што нели вчера отварањето на, како што спомнавте, на самото европско првенство во училишен спорт, едно појавување на Перо Антич, видовме што значи за тие спортисти таму кои го знаат, го гледале дали на европско, дали на ВНБ, така да се надевам дека ќе имаме уште нови Перо Антич, Кире Лазаров, Пандев и сите останати кои ќе можеме да се гордееме и младите да имаат идоли, за да, нели, кога имаш идол, ти дава плюс мотив да тренираш. Кога така немаш идоли, да си ги остварат своите да не ги соништа. правиме цело време, нели, странците да гледаме по меси, него тука е се Елмас и сите останати, така да... Благодарам многу на одвоеното време. Ние Благодарам сме и тука на ве вас. следиме постојано Знам. и И се надеваме благодарам. дека повторно ќе ни бидете гости. И благодарам на поддршката и се надевам во секое слободно време, слободно може да ме поканите и стојам на располагање. Благодарам уште еднаш. Благодарам.